Живееме во еден стресен свет и денови кои што знаат да влијаат врз нашиот имунитет и врз нашето ментално здравје. Затоа многу е важно кога и како треба да ја направиме промената и како да си помогнеме на себе. Во западните земји многумина од нас, многумина од граѓаните одат на различни третмани и на тој начин делуваат за позитивно ментално здравје. Но како тоа да го направиме и како да ја зголемиме културата, во продолжение, нашата гостинка веќе пристигна во студиото ИС Слободанка, магистар по социјална работа и политика, госпоѓа Елена Граматикова. Добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов, многу ми е драго што сум со вас. Благодарам. Така е, Оливера, и јас ќе кажам добро утро, како што и сама забележуваш, имаме една прекрасна председама во студиото, која што ќе ни ја разубави нашата утринска програма и со својот изглед, но и со начинот на кој што размислуваме поточно и со својата професија, каде што делуваме. Елена, драго ми е што ќе бидеш дел од нашата утринска програма и добре ни дојде. Добро ве најдов, навистина ми е драго што сум дел од оваа емисија и се надевам дека барем мал придонес ќе донесеме до гледачите. Така. Но и нема да ти биде прво гостување, сега за прв пат би сакала само така општо да ги опфатиме темите, а потоа можеме нели да ги анализираме една по една за сите оние кои што во животниот тек ние се соочуваме, ни се случуваат, а вие сте тука за да ни помогнете, односно вака да го расчистите правецот за да стигнеме до посакуваната цел. Ние денеска поставивме наслов како да ја прифатиме вистината и како да ја промениме. Меѓутоа, за која вистина сега би сакале да зборуваме и да им појасниме на гледачите? Па пред се вистината е во нас. Меѓутоа, ние понекогаш не сме свесни дека е таа пред нас и не се соочуваме со неа, со тоа што се појавуваат предизвици кои што ни го разоруваат патот по кој што одиме, бидејќи не сме свесни за да ја прифатиме и да ја видиме. Вистината, односно патот кој што живееме, случувањата кои што не се случуваат секојдневно. На тој начин сметам и дека доколку ја развиеме таа свест, можеби многу подобро би функционирала. Ајде малку и за тебе, ти си социјален работник пред се, но и во социјалната политика, но живееше надвор од границите на Македонија и повторно евене назад. Се вративме тука за да делуваме и да си ја работиме професијата за која што и сме се определиле и убава професија во животот. Па ајде накратко да те запознаат малку повеќе гледачите. Пред се уште еднаш да се представам, јас сум Елена Граматикова, магистар сум по социјална работа и политика, коуч за личен развој со поминати програми, односно едукација дополнителна со НЛП програма, коучинг и mindfulness програма. И работам со луѓе кои што сакаат да си помогнат пред себе си, да се соочат со вистината, како што кажавме, и да си го осветлат својот пат. Така. Живеевме и надвор. Да, имам искуство, да, подолго време бев надвор од Македонија. Но еве тука. Да, но сега веќе повторно сум тука и се враќаме на она што своја на своето. Да, така. Да. Еве, кога имаме преубави пораки. Јас токму и поради овие пораки си ни денешна утринска гостинка. Понекогаш не те држи другиот, те држи надежта дека ќе стане поинаку. Можеме и да ги протолкуваме или пак да зборуваме токму за овие преубави пораки. Апсолутно. Да, со оглед на тоа дека сите можеме да се пронајдеме во истите, така ли е? Не секој што ќе се појави во твојот живот е тука за да го изоди целиот пат со тебе. Апсолутно така. Понекогаш ни се појавуваат личности кои што сметаме во истиот момент дека треба да го одат патот до крајот на животот со нас. Меѓутоа, тие личности кога еден ден веќе нели ќе скршнат по некој друг пат и нема да одат по патот кој што ние сме тргнали или сакаме да одиме, влегуваме во една длабока, можеби да кажам и депресија, затоа што сме изгубиле човек. Меѓутоа, доколку свесноста и разумот проработи, ја прифатиме вистината, може да гледаме на друг начин, односно да смениме перцепција дека таа личност или тоа случување се појавило само да ни покаже како треба да одиме и по кој пат треба да стигнеме до нашата цел. Да, значи на некој начин мисија која што не учи во животот за да можеме да функционираме подобро и без таа личност.
Преубави пораки, еве ќе ги прочитаме. Некои рани не бола затоа што не зараснале, болата затоа што ние самите некогаш и постојано си ги отвараме, што и така е. Понекогаш најголемиот подарок што некој ќе ти го остави не е неговото присуство, туку промената што ќе ја разбуди во себе. Токму затоа на секое заминување значи дека си не секое заминување не значи дека да си изгубил некого, туку се губиш некогаш и самиот себе си, нели? И убаво, ете, не можеме да одлучиме кој ќе остане, ниту пак можеме да одлучиме што ќе понесеме со себе по секое разделување. Ова се кратки пораки од ваша страна, еве, понекогаш се појавува само за да ти покаже по кој пат треба да продолжиш. Некои ни се, како велиме, лекција луѓето во животот кога ќе ни дојдат. Но она што е важно и според насловот кој што денес го имаме како тема, вистината. Значи мора ние да прифатиме дека ако некој сака да замине од нашиот живот, дали е тоа во брачна врска, дали е тоа во било каква и да е партнерство, работа, да, треба само да си олесниме самите на себе и да си кажеме да. Тоа така требало да биде и мора да се помириме со тоа и да ја прифатиме реалноста. Меѓутоа, што се случува кај оние луѓе кои што не сакаат да го прифатат тоа, како да им помогнеме, поготово за врска, за оние кои што ја чувствуваат болката внатре и мислат дека без тој човек или без таа жена не може да се живее, а имаме такви случаи. За жал, многу често се случуваат такви ситуации. Како што кажавте и во партнерските односи, многу често сме и свесни дека тоа може би и најдобро е, меѓутоа не можеме да прифатиме вистината која што е во нас. Секако најдобро би било да се работи на себе, може би понекогаш да побараме поддршка, да не поттикне некој кој што може би ќе го разбуди она во нас вистинското, да направиме еден чекор напред и да се соочиме со тоа што навистина треба да се случи. Вистината многу често знае да боли, меѓутоа некако на некој начин си правиме комфорт зона во таа болка. Иако знаеме дека не чека нешто може би подобро, но стравот е во соочувањето со вистината. Дали тука има и навиката е број еден која што ја имаме? Апсолутно навиката, да. Многу често како се сме навикнати секоја навика има и своја одвика, јасно. Така? Но храброста не е секогаш најака страна на човекот и затоа ни треба и поттик за да можеме да направиме една промена. Па дури и во тие навики кои што може би ги носиме од нашите предци, не сами кои што сме ги створиле. Тековни навики се оние кои што ние се учиме, нели, да патиме, да прифатиме, да толерираме, меѓутоа никогаш и тоа сме го научили, сме го превземале од некој позади нас, од некоја генерација. Затоа и може би е најдобро да се прекине тој систем наназад и да се оди напред со тоа што може би на некој начин некој ќе ни помогне. И да си имаме секогаш во животот еден свој личен развој и без разлика, нели, на годишната возраст, секој ден нас ни е нешто ново и секој ден, како се вели, се учиме по нешто и по животните патешествија кои што сме ги имале како искуство, меѓутоа и во иднината можеме да се помогнеме самите на себе, доколку еве и вие сте тука токму за тоа. На крај, еве, како запознавање, нели, гледачите со тебе, меѓутоа, како што кажавме, ке ни доаѓаш почесто, затоа што овие теми ни се секогаш добре дојдени, со што ние најмногу се соочуваме како болка која што ја носиме во себе, еве, вака во глобала, како една од вашето искуство работно досега. Па како што кажаме, со вистината, иако таа секогаш длабоко во нас ја има, нас ни е сосема јасна, ние многу често ги знаеме одговорите на оние прашања кои што си ги поставуваме. Меѓутоа, промена не може да се случи додека не ја прифатиме таа вистина. Најчесто промената не можеме да очекуваме во околината, бидејќи образците се наши, ние треба да се соочиме со нашите образци, да се прифатиме себе си, на тој начин секако многу подобро ќе функционираме и со другите, на тој начин правиме промени и во останатите. Не можеме да очекуваме да ги промениме луѓето околу нас. Меѓутоа, со самата промена која што започнува со нас, ние ја менуваме и околината. Овие пораки се надевам дека и допреа до нашите гледачи и сите оние кои што сакаат да се посоветуваат
со тебе, како може да те исконтактираат? Јас го користам за комуникација со клиенти најчесто Инстаграм профилот elana.coaching.mk. Так. Професионални соработки на LinkedIn може слободно да ме најдат, Елана Граматикова. Так. Имаме клиенти кои што доста работиме. Магистар по социјална работа. Да, имаме доста успеси и навистина тоа ми е Одлично. единствена сатисфакција ова што го работам. Верувам Да. кога има резултат во работата што ја работиме и јас тука многу ќе ти се заблагодарам што одвои твоето време, ќе се напиеме сега кафенце и ќе ми го оди разговорот со тебе и во продолжение во холот на нашата телевизија, а Оливера ние тука ќе завршиме со Да, ви разговорот, благодарам ќе продолжиш. за убавите Ви благодарам и пораки. на вам Верувам многу. да, дека ќе помогнете на многу луѓе да излезат од надевам. комфортната зона, да ја пронедат вистината и да се променат на подобро. Да, јас би сакала уште нешто Да, да сега. додадам. Значи, навистина, единствено можеме сами себе си да си помогнеме. И во коучингот не станува збор за советување и да дадеме ние одредени насоки во животот како треба да функционираме, туку едноставно помагаме да извадиме вистината од себе и самите ние да ја прифатиме. да ја прифатиме. Тоа е Благодарам најважно. многу. Да. Ви благодарам и на вас. Многу успешна работа понатаму.